Добар ден, Демир Капија. Добар ден, добри луѓе, и благодарам на овој величествен, како и секогаш, дочек овдека во Демир Капија. Ја користам оваа прилика да ги поздравам сите оние кои што на почетоците во раните 90-ти цигла по цигла ставаа за да може денеска ние да стоиме пред ова што е позади мене, а тоа е најголемата и најорганизираната политичка сила во нашата држава, а тоа е ВМРО-ДПМН. Голем поздрав и голема благодарност до ветераните и основачите на ВМРО-ДПМН. Голема благодарност и до членовите и активистите на ВМРО-ДПМН што поминаа голем дел од својот живот работејќи за Македонија и работејќи за партијата, за ВМРО-ДПМН, радувајќи се на победите, тагувајќи на поразите, но никогаш не ја губеа вербата ниту надежта дека токму ВМРО-ДПМН е онаа сила која што ја движи Македонија напред. Голема благодарност до сите оние кои што поминаа низ Унијата на млади сили, до сите членки на Унијата на жени и се разбира голема благодарност до коалиционите партнери кои што денеска се овдека со нас и кои што се дел од коалицијата, победничката коалиција за обнова на Македонија. Како што кажа Александар, трети ден од кампањата, во малку поинакви услови, многу попредизвикувачка атмосфера и амбиент, поради оваа пандемија која што не задеси, а поради неспособноста на владата и мерките кои што ги превземаше изминатиот период, кај нас се издолжи тој период на борба со оваа пандемија. За жал, и ние во нашето семејство тоа го почувствувавме и навистина е потребно да се чуваме и да го чуваме нашето здравје, затоа што само здрав човек може многу работи да направи. Она што е важно е што е потребно да на 15 јули сите масовно излеземе и ја поддржиме победничката листа, листата која што ја предводи Александар Николовски со реден број 14, затоа што само така можеме да оваа пандемија која е предизвикана од ова раководство на СДСМ и Зоран Заев ја поразиме. И како што кажа Александар, ни е потребна убедлива победа, убедливо мнозинство, за да можеме политиките кои што се дел од проектот на обнова да ги имплементираме. Затоа ве молам масовно на 15 јули да излеземе и да гласаме во насока на поддршка на обновата, да ја поддржиме онаа Македонија за која што сонуваме, онаа Македонија каква што ја сакаме и каква што сакаме да биде. Јас би започнал со еден многу значаен сегмент во денешниот мој говор, а тоа е оној слоган кој што го слушаме деновите, а тоа е можеме. Јас повеќе би рекол можевме. Зошто можеа? Затоа што имаа 3 години. Сето она кое што го ветуваа и во таа 2016 година, а потоа и на локалните избори во 2017-та, па подоцна и на претседателските избори во 2019 година, да го реализираат. Но за жал не успеа во тоа што го ветуваа и затоа ние на 15 јули треба да им кажеме можевте, а сега ќе можете од опозиција да учите и да гледате како се работи и како се сака сопствената држава Република Македонија. Можеа навистина да работат и да го сочуваат достоинството, гордоста, честа и честитоста на македонските граѓани, на македонецот. Но за жал не успеа. Денеска каде и да одите, ширум цела Македонија, ширум цела држава. Денеска македонците се чувствуваат како граѓани од вторет, поради политиките на ова раководство на СДСМ предводено од Зоран Заев. Кога ќе ги погледате во очите тие луѓе, ќе видите разочарување, ќе видите дека тие луѓе се чувствуваат тажни и безпомошни. Колку и да разговарате, колку и да се убедувате да бидете оптимиста и да ги убедите нив да бидат оптимисти, тоа тешко ќе ви оди. Но затоа ќе се вратите и втор пат, ќе дојдете и трет пат ако е потребно, и се онолку пати ќе доаѓате и ќе зборувате со нив колку што е потребно, само да им кажете и да им докажете дека не се сите исти. Дека во политиката има и различни луѓе кои што си ја сакаат Македонија, кои што имаат план и визија како да ја развијат Македонија и да го вратат оптимизмот на македонските улици, во македонските домови, во македонските градови и села. Тоа сака
ВМРО ДПМН во оваа предизборна кампања да го расшири ширум целата држава. Ширум домовите на македонските граѓани, дека не се сите исти. Дека ние сме поразлични од овие луѓе. И дека помина времето кога македонецот, но и останатите граѓани во сопствената држава ќе се чувствуваат како граѓани од втор ред. После 15 јули доаѓа обновата и гордо кренатата глава на македонците во сопствената држава. Но не само тука, секаде каде што се наоѓаат во светот, и во Западна Европа, и во Централна Европа, и во Америка, и Канада, и во Австралија. Македонците се горд, честит народ, кој што си ја сака сопствената држава, ги почитува своите сограѓани кои што се од различна етничка припадност. И со нив живее спокојно, мирно веќе векови. И нема потреба Зоран Заев и ова раководство од СДСМ ниту минута повеќе да ги потценува и понижува и да им го зема нивното достоинство, чест и честитост. Затоа, велеме, можевте да бидете и поинакви, но за жал таа шанса ја испуштивте, а народот на 15 јули ќе ви каже и ќе ве прати на темната страна на историјата, на темната страна на срамот, на политичкиот срам. Можеа навистина да донесат и 500 евра просек плата. Можеа, ама не донесоа. Затоа што требаше да работат и требаше да работат честно и честито. Се сеќавате на онаа парола кога велеа нема правда, нема мир. Можеа да донесат правда, но тие одлучија да се ракуваат со Луи Витон куферчињата и да носат трас пресуди во судството. Можеа, да, можеа и правда да донесат и да има мир. Можеа да го платат достоинството на земјоделецот, на времено да ги исплаќаат субвенциите, а не пред избори во форма на уцена. Да обезбедат, ако се сеќавате, за гарантиран откуп. А да не ни се случува како што вчера можеа да ми посведочат ресенчани кои што со пила ги сечат јаболкниците, крошните кои што живот даваат и ги ранат нивните семејства. Да, можеа. Наместо јаболката да се наоѓаат на пазарите и трпезите во Европа и во светот, тие денеска се наоѓаат во коритото на реките. Можеа да донесат повеќе достоинство и за сливарите во Малешевијата и Пијанец, наместо да ги гледаме како ги истураат гајбите со сливи по улиците. Можеа да донесат повеќе достоинство и за производителите на равноградинарски производи и југоисточна Македонија. Можеше да биде набрано житото на полињата на Пелагонија. Можеше овие во Росоман наместо да ги истураат праските и кајсиите да ги продадат некаде на пазарите во Западна Европа. Можеа лозарите да го добијат честно, макотрпно и честито заработеното. Ама само можеа. А за жал ништо не направија. Само пораз, лага, измама и ветувања пред избори. А кога ќе поминат изборите, предпоставувам не се ни сеќаваат што се ветуваат на луѓето. Можеа и за пензионерите, гледам овдека многу луѓе во позрели години да направат подостоинствен живот, по високи пензии. А тие што направија? Го нивелираа законот и со тоа им ги намалија заслужените пари на пензионерите. Можеа да направат и подобро образование, а денеска немаме ниту еден универзитет во првите 1000 на Шангајската листа. Можеа да направат подостоинствено здравство, наместо рекорди да соборуваме во бројот на луѓе кои што се инфицирани и луѓе кои што го губат животот поради оваа ковид пандемија. Можеа да направат многу работи што ветија. Можеа да донесат вистински почист воздух, повеќе инвестиции во енергетиката, во еколошката средина. Можеа многу да направат, ама не направија ништо. Напротив, и тоа што некои години наназад го создаваше, тие го разурнаа, го уништија, ја украдоа честа, достоинството, го навредија, понижија и омаловажија македонскиот граѓани. Но затоа, драги жители на Демиркапија, браќа и сестри, не треба да губиме надеж. Најдоброто допрва доаѓа. Многу внимателно го креиравме секој пасус во нашата предизборна програма. Многу внимателно, со многу експерти од земјата и од странство, со многу луѓе кои што се дел од партиската структура, универзитетски професори, професионалци од коморите, од бизнисот, луѓе кои што се стручни во образованието, здравството, земјоделието, социјалата, буквално во секој сегмент,
збор по збор внимававме што ќе напишеме во тие 360 страници наречени проект обнова. Бидете спокојни. Најдобрите години допрва доаѓаат. Македонија ќе ја исправиме. Македонија ќе ја исправиме и Македонија ќе биде пример на Балканот како треба да изгледа една држава со ред, чест и достоинство. Ги гледам, велат и емитуваат спотови, присеќавајќи се на некои минати времиња. 11 години народот гласаше за ВМРО ДПМН. 11 години. И на предвремени парламентарни, и на редовни парламентарни избори, и на локални избори, и на председателски избори. Народот беше тој кој што го бираше ВМРО ДПМН заклучно и со таа 2016 година. 3 години се власт. Ако имало нешто во тие 11 години, наместо денеска после 3 години да го прикажуваат на ТВ екраните и да ги оптоваруваат и разочаруваат дополнително нашите сограѓани, наместо да ги стават тие луѓе за кои што има евидентни докази за сторен криминал во скут кај себе, може да ги изведат пред лицето на правдата и за тоа да одговараат. Еве, јас ќе ви кажам. Да, и ние имаме негативна кампања. Да, и ние имаме спотови со кои што покажуваме и окажуваме што беше овие 3 години погрешно за сите оние неправди кои што му се нанесени на македонскиот граѓанин, за сите сомнежи за сторен криминал и корупција. Стојам пред вас, ве гледам во очи и ви ветувам. За разлика од нив, во првите 6 месеци се обврзувам дека владата предводена од ВМРО ДПМН сите тие за кои што постои основано сомневање за сторен криминал дека ќе ги процесуира и ќе одговараат. Во првите 6 месеци, да ме држите за збор. Повторно ќе се видиме овдека на локалните избори. Секој кој што се огрешил пред законот, дали бил ВМРО ДПМН, дали бил СДСМ, дали бил ДУИ, Алијанса, политички определен и неопределен, ќе одговара. Доста беше богатење на грбот на македонскиот напатен граѓанин. Доста беше. Мора да има правда. Мора да владее правото и мора правото секаде и законите и уставот да се почитуваат на овие 25.000 квадратни километри наша држава Република Македонија. Од Куманово до Гевгелија, од Дебар до Делчево. Секаде мора да владеат законите и уставот. Нема да има привилегирани, нема да има силни политичари, нема да има политичка каста. Сите треба да одговараат пред законите, но и сите треба да го добијат заслуженото. Затоа, во проект обнова се обврзуваме на минимум 25% повисоки примања, за 25% поголема просечна плата во еден мандат за сите граѓани во Република Македонија. Се обврзуваме за 20% поголеми пензии од тоа што е денеска во еден мандат. Се обврзуваме за минимум 1000 километри реконструирани локални и регионални патни правци. Се обврзуваме за реновирани и реконструирани фасади на вашите објекти, каде што државата ќе додели грант од 50%. За поздрав амбиентален воздух ќе обезбедиме бесплатен приклучок на газ до секое семејство. Минимум 640 милиони евра субвенции за земјоделците и за гарантиран откуп. Минимум 640 милиони евра. Македонија горда и достоинствена, сакана дома, почитувана надвор. Стојам овде пред вас и ве гледам во очи. Тој што не почитува, ќе не почитува такви какви што сме македонци, кои што го чуваат оганот за Македонија. Кои што говорат македонски јазик, за јазикот нема ни милиметар преговарање. Гоце Делчев е Македонија и за Гоце Делчев не се преговара. Какви историски комисии, какви бакрачи. Тоа се дел од повеќе од 1000 проекти и мерки кои што ќе ги најдете во тие 360 внимателно изработени страни наречени проект обнова. Тоа се повеќе од 1000 проекти
кои што треба да ја обноват Македонија, кои што треба да обезбедат подобар живот, кои што треба да обезбедат повисок стандард, кои што треба да ја исправат Македонија, да направат луѓето да се чувствуваат достоинствени, да се чувствуваат среќни. Тоа се 360 страници внимателно одбрани. Затоа, она кое што денеска сакам од вас да ве замолам, е слободно да ги поминете улиците овде низ Тиквешијата во Демиркапија. Слободно, не срамејки се. Сето тоа кое што е ветено и напишано во тие 360 страници, слободно да ги запознаете вашите сограѓани и да им кажете дека од првата буква во првиот пасус до последната точка во последниот пасус ќе биде исполнето, испорачено, реализирано. Ние се обврзуваме на тоа. Нема да дозволам за 4 години кога ќе стојам овде пред вас и повторно ќе ја бараме довербата, да ве гледам со наведната глава и застрамени затоа што нешто што сме ветиле не сме испорачале. Нашиот збор тежи, планини тежи. И имајте го ова во предвид кога ќе поминувате и кога ќе разговарате со вашите соседи. Зборот на ВМРО ДПМН е тежи и зборот се исполнува. Тоа е разликата меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Сакам неколку зборови да кажам за Александар. Александар е дете кое што израсна во партијата. Години растеше во партијата. Човекот кој што многу жртвуваше во својата младост за ВМРО ДПМН и за Македонија. Денеска е сериозен човек, успешен. Човек кој што со својата вредност, со својата честност и честитост, исполнителност ги мотивира сите останати во раководството. Како треба да се работи најпрвин за Македонија, а потоа да се работи и за партијата за ВМРО ДПМН. Како да се работи за граѓаните. Александар е човек кој што дневно поминува минимум по 15 часа во штабот, работејки на терен, работејки со комитетите. И не случајно денеска можам слободно да кажам дека според последните јавни анкети и испитувања на јавното мислење, Александар убедливо ќе го порази Зоран Заев. Убедливо ќе го порази Зоран Заев. Затоа е потребно на 15 јули да излеземе. Масовно да излеземе. Затоа што масовноста е потребна за што поубедлива победа. Да ги испратиме, како што кажав на почетокот, на темната страна на политичката историја овие неуспешни политичари и нивните лажни ветувања. Ке дојдат овде, се ке ветуваат, се ке се обврзуваат, со раката на срце ке се колнат во жицата, во најмилото. Но сетете се, тие и порано се колнеа. Ама што испорачаа? Се она за кое што се колнеа, дека нема да го испорачаат. Сетете се. Сетете се и подсетете ги вашите сограѓани во Демиркапија, во Тиквешијата. Не им веруете на подароците што ви ги даваат. Земете ги, тие се ваши. Со ваши пари, украдени од народот, од маката на народот, тие подароци се купени. Земете ги, но немојте да им верувате. Човек што се колне, а не ја говори вистината, не може да биде голем лидер и чесен и честит државник. Затоа, ајде заедно да кажеме доста е на овие луѓе, доста е! Да излеземе масовно на 15 јули и да ја поддржиме победничката листа предводена од Александар Николовски, да го заокружиме бројот 14 и да ја поддржиме победничката коалиција, коалицијата за обнова на Македонија. Да сте ми живи и здрави, да ни е вековита Демиркапија, да ни е вековита Македонија и ВМРО ДПМН. Ви благодарам од срце. Македонци се борат за своите правини. Ни на сон